Драги ученици, добре дојдовте во e-училница, овој час по македонски јазик. Денес ќе се дружиме пак заедно и ќе имаме нова наставна единица за глаголска придавка. Цели за овој час се учениците да ги повторат, систематизираат и прошират стекнатите знаења за нелични глаголски форма, да се запознаат со поимот глаголска именка и глаголска придавка. Учениците да ги воочуваат, разликуваат и идентификуваат глаголските придавки во текст. Дискусија. Овој час ќе имаме дискусија што ни окажуваат глаголските придавки и како се образуваат. Глаголската придавка представува проста, нелична глаголска форма. Формите на глаголската придавка се образуваат со наставките н, на, но, ни, т, та, то, ти. Наставката т е карактеристична за глаголските придавки, образувани од глаголи чиј општ дел завршува на н. Стане, станат, станата, станато, станати, викне, викнат, викната, викнато, викнати и така натаму. Да се потсетиме. Што се глаголи и придавки, дефиниција. Глаголите се зборови кои означуваат дејство. Примери за глаголи ги имаме учи, пишува и седи. А придавките се зборови што стојат до именката и ја појаснуваат. Примери: зелена табла, вреден ученик, дрвена маса. Погледнете ги истакнатите зборови и кажете до кој збор стојат и каква функција имаат тие во речениците. Имаме некои примери, тоа е мојот сакан фил. Саканата баба ни дошла на гости. Тоа нивно дете беше сакано од целото семејство. Саканите родители не ни оставиле пари за појадок. Како што може да забележите, имаме наставки н, на, но и ни. Во првиот пример сакан, сакан, наставката н, сакана, саканата, сакана, сакано, сакани, сакан, сакана, сакано и саканите. Пример: замислен човек, насмеано дете, крпена топка, испеана песна, раскажани приказни, изгреано сонце, радосни настани и друг. Во овие случаи глаголските придавки стојат до именките и во оваа функција на придавката, затоа што именува својства на именката, одговара на прашањето какво е нешто именувано со именката. Во овие случаи глаголската придавка има придавска функција. Значи, во овие случаи глаголската придавка има придавска функција. Тој е човек искорнат од својата родна грудка. Дедо повторно ја сади искорната бреза. Тоа што е искорнато тешко се враќа. Сиот плевел и лошите тревки се искорнати. Погледнете истакнатите зборови и кажете каква функција имаат тие. Значи, имаме искорнат, искорната, искорната, искорнато, искорнати. Како да е паднат од Марс, така прашува. Не сум замолен за такво нешто. Имам видено такви моливи. Ти си измислен задиск џокеј на нашата забава. Наставничката е разочарана од неговото знаење по јазик. Вели дека немаш сретнато таков другар како него. Значи, во првиот пример имаме паднат, во вториот замолен, третиот видено, четвртиот измислен, петиот разочарана и во шестиот пример имаме сретнато. Во овие примери глаголската придавка е составен дел од глаголското дејство, таа именува какво дејство се врши во речениците со помошните глагол сум и има.
значи со поможните глаголи сум и има. Да заклучиме, во овие примери глаголската придавка повеќе личи на глагол и има глаголска функција. Каква функција има? Значи има глаголска функција. Глаголската придавка. Да научиме и да повториме заедно. Глаголската придавка е нелична глаголска форма, бидејќи не се менува според граматичките категории во кои се менува глаголот. Глаголската придавка од надвор повеќе личи на придавка отколку на глагол, но има и случај кога таа е поблиска до глаголот. Глаголската придавка се образува со два вида наставки. Значи, со кои наставки се образува глаголската придавка? Се образува со два вида наставки, а тие се. Во првиот имаме н, на, но, ни. Значи да повториме заедно н, на, но, ни. Во вториот имаме наставки т, та, то, ти. Ајде уште еднаш да повториме т, та, то и ти. Глаголска придавка. Вие за домашна задача во вашите тетрадки треба да пишувате 4 реченици во кои ќе употребувате некои од формите за глаголска придавка. Ви благодарам за вниманието.